По се изгледа дека сајмот за советници на премиерот Заев се уште трае. За сега тој има 56 советници, а да се подсетиме, поранешниот заврши со дури 86. Нашата екипа излезе на терен каде неколку актуелни советници се во акција да му помогнат на град Скопје да пополни една дупка. Гадно изгледа. Да, така е студио, тука сме на улица Хошимин со владините советници кои што се тука за да помогнат за да се пополни оваа дупка која што е вака излезена. Сега ќе ги најавам еден по еден, со мене се сите надворешни соработници за просторно и урбанистичко планирање на градежништвото. Значи советник за безбедност при работа. Кој е совет? Ти си тој, добро. Значи после имаме надворешен советник за сообраќај. Јасно. Добро, еве го и тука е. Имаме советник за соработка со локалната власт, тоа си ти, и надворешен советник за странски инвестиции, нема кој друг освен да си ти, многу ве има. Што се случува, господа? Значи вака, ние овде дојдовме да исполниме на странски инвестиција, странски капитал дониран една вреќа цемент, да ја пополниме оваа дупка и конечно да завршиме и да го дајме нашиот максимум. Така е. Воедно да се заблагодариме на град Скопје затоа што ни обезбеди индустријска вода со која што ќе можеме да го измешаме цементот. Така е. Одлично. Само ја као советник за безбедност морам да напоменам внимателно со ракавици лопатата да се крева и обавезно шлем, безбедносен шлем за безбедност. Да, но прашањето е кој ќе пополни дупката, пошто јас не гледам ни еден работник, сите имате шлемови. Не, чекајте, видете, прво мора да провериме дали се пополнети или сите услови според рамковниот договор. Да, ама чекај, значи застанете, престанете да аплодирате, значи кој ќе пополни дупката? Значи вие сте советници, валјда вие треба да знаете. Па да, еве јас сум советник за безбедност. Да. И сметам дека денеска е жештина пеко. Значи не се издржа, топло е многу. И сметам дека денеска заради безбедност треба да се прерипа овој ден да не се работи. Така е. И само да се надополам, значи она што сакам да го кажам е дека доколку имавме ние советник за елементарни непогоди, денеска повторно ние ќе бевме овде да го дајме својот максимум. Така е, браво. А реално голема е дупката. Епа, види, можеме на господинот премиер да му предложиме да најде нов советник за таа функција. Одлично. Ај, доста, махнете со рацете. Ете, драги гледачи, као што може да проследиме, советниците ништо не прават, освен што си имаваат аплауз еден на друг. Работникот... А сега вие. Браво! Искачете, баш од тука. Браво! Чабе зимаат пари, а нема кој да закопа дупката. Еве сега ќе земам, јас ќе ја закопам дупката. Еве.